Добро вечер, драги гледачи. Добре дојавте на нова епизода од мојот подкаст. Денешен наш гостин е вечно младиот глумец Тино Костадиновски или Тино Јатанас или Јатанас и Тино, како и да сакате вие. Ќе видите за што зборувавме, продолжуваме понатаму, само да се заблагодарам на вас за вашата поддршка на Прес 24, бидејќи ни овозможуваат медиумска најдобра поддршка што е можно. Вие прочитате си го порталот и следете го моветот сега. Фала ви! Добар ден, драги гледачи. Добре дојавте во новата епизода од нашиот квиз кој сака да биде милиардер. Денешен наш гостин е Валентин Костадиновски и му спремивме едно прашање за милиарда евра, така да ќе видиме дали ќе го одговори, а тоа е прашањето. Може да почнеме? Да. Ти кажам? Да. Значи, Гоце Делчев е под А македонец, под Б македонец, под С македонец и под Д македонец. Имаш исто 50-50, прашај публика да се јавиш на пријател. Прашај публика, кучињата ќе одговара. Да. Прашај публика, прашај публика. Под се вика. Да, мој конечен одговор. Точен одговор добивате ми. Здраво, Валентин. Здраво, Тино, као саш да не те излажа викам. подкаст е Милионер. милионер емисија, може и со пари ќе свети. Како си, шо преш, дали си добар? Добар сум, здраво на сите, добар ден, добро утро, добро вечер, кога и да го гледате видеото. Фала за поканата, Бумбакис, и за ова интро, што многу кажа за гостина. Сав да направам смешка, ама некако не ми иде, тапа сум да ти кажам. Не Да, сум као и тебе, мене. не сум глумец, али се Мене во трудам. задње време. Битно. И Као мене са... во задње време ми се смешките исто. Да? Слаби нешто. Кој ти кажува тоа? Или сам си само критичен? Само критичен, јас. Кажи ми као саш да те викам, Тино, Валентин. Тино. Тино, мило ми е што ја прифати поканата, фала што дојде. Чести ме на гледачи да те видат кај мене у подкаст, сигурен сум и сакаат да знаат нешто повише за тебе, па еве ќе почнеме кој е Валентин, кај учел, шо правел, зашо правел, само од детството да знам све. Јас знам многу работи, ама еве ќе оставам на тебе. Преска, нели преска сега си зборевме. Да, Од па детството, само што шо си правев? правел, зашо си правел. За лоша тема, ама да, ете зборнавме шо правевме, дека на 12-13, не знам години толку кои имавме, ни бркавме женски и сега ми текна, свариш каква глупост имам направено на, не знам, 600 оделение, нешто имавме на девојка, ама знаеш како, Да, бе, се бацуваш еднаш у На 3 блиц. недели, уста и год вие идете уствари. да бе, девојка ти. И знаеш ли колку селјачки имам раскината на првата По девојка? порака? Не, по порака. Еба. Немаше, не знам, не пето, немав телефон уште. Првиот телефон покасно го добив, нешто у седмо. Ја у 8. Ја у седмо, Sony Ericsson Ти си еден. бил понапреден од се. Така, бе, Ја Nokia имав. Nokia, да, Nokia, Sony Ericsson, Па тие бе. Sony и циглата. Nokia 3310. А циглата, она големиот е Ericsson беше? Да, Ериксон беше, Ericsson, да. ау, и циглата. Па имав Sony Ericsson, еден малечок, ама не преку телефон, него имаше една финта, порано 5 денари се даваше, купи си корпа. Да. Ми Или текна нешто на на голем... мастиките позади, што беше тоа? И на голем одмор идеме, и ја, ова е многу ропачка прича, ова е Не ја правете. ропачка, не ни се правило, Да, порано беше шема и собирање ја као другари од мало, демек дојди сега ќе и раскинам. А ја не ни сакав да и раскинам. Ја сакав да си имам девојка, ама Да, ради бе. форава да ја направам, само ради смешката, ради фората, да се направам паметен. И она иде вака, ја идам од позади, 5 денарка и оставам на рамо и викам купи си корпа. И овие од позади. Најак. Вриштат, најак, и идем вакво, и она иде влагам во училница, после голем одмор и доаѓа, изгледа смислива и она и ми ја фрла у фаци и ми вика, ти купи си 2 корпи. За 5 А ти ја денари. врати 5 денарката? Да, бе, ми ја врати, ми ја фрли, као, и па праја од другарите. Демек ме затворило. Значи, добро, уште кретенски работи од правев. мал си бил духовит, а? Па не знам дали е духовит идиот. Свеќаш Да, многу, ком- еден од поселјачките потези у мојот живот, ама што сум разбирал на... Да, реално, али добро, деца сме биле, пак сме Да, морале тоа да се било. направиме фраери пред другарите, знаеш? Сме се шљапале со снегот, онака
Девојче, Ко на глупи поглуп, знаеш, цената е таква, да. Добро, тоа е. Да, сме Тоа е биле... страшно више. Добро сега, што е страшно со снег кога си играме? Добро, ама не у фаца од метар да. Како на глупи поглуп, Да, кога ја дави у снега. Демеки вика и супер, те сакам многу, сеќаш ради тоа, така и покажува љубов. Кретенско. Да, ама Ептен, као Ептен, другше некако се дружевме, другше... Да, бе излагавме надвор, игравме Другше се фудбал. ама и другше некако, не знам, другше се сакавме некако порано. По се сакавме како некако реално не се сакавме ради тоа што си ми стискаш лајкови, ми правиш, ми ги лајкаш сликите, ги шераш моите слики. Тоа што не постоеше. Не знам, да, имаме ни роднини сега помали си, баш си зборам они со основно 5, 6, 7. И као зборам дали им ги земаат телефоните она не, и викам као се дружите, па вика као вие што правите. Као сега што е општото мнение, најфраерче е тој што има највише лајкови. И највише И фоловерс. фоловерси или не знам што. Па така и увакво у школото, нели у класот тој што е најџомба, најфраерче е Жити тој се. што имал највише лајкови, највише. И сега на пример онако тие шерни исто како ние што си правиме Да. као бизнис или whatever што како и да користиме, они така си ги користат и пребацано и не знам дали е тоа баш истата љубов што сме Па имале не, ние другарски. скроз е различно Не да бил, ти кажам. знаеш, најубавата у класот, тој најфраерчето, најџомба е, Да. не заради тоа што има најмногу фоловерси, Лајкови. Не ми се, ама ради тоа шарм, ради што е најинтересен, скроз изместени најјак како вредности. е некој најсилен, па он него го слушаме, сваќаш. Скроз се изместени, мислам дека вредностите се у денешно време и сме тргнати на погрешен пат, Да, мислам и дека. јас не Со знам, жал. ете така растев јас на клупа, во школски, во трак позади, Кај имаш се криеш со завршена женски, основа? Димитар Македонски, Кај имаш живеено. бив Лисиче и живеев карши школото и многу ми беше лесно као станував 7:30, 7:25 станувам и директно идам една Да. улица онаква Да, бе, обична, не само- главна, ме дели мене од школото и тоа ми беше добро и на голем одмор исто морав да идам дома на ручек. Не смеев да идам тостови да јадам. Морав да идам дома, пошто тука е, Да, свеќаш бе. голем одмор, поготово втора смена го си. Или- Тачно е 2,5 на ручек. Да, бе, да. 2,5-3, И тоа е ти терминот. дома си идеш? И морав да идам дома и ми беше доживљај ако ми даде, на пример, пиевче да јадам тост Тост. од Амарена, памтам тогаш. Постои уште? Не, Амарена не постои, ама постои трговскиот листиче, посетете Да, го, посетете. сега е осветлен. Сега можете да видите нешто таму. Добро, Добро. Си била и ти во трговскиот во Да, листиче, и- алба, знаеме, добро, си се шетал. Иначе се сеќаш на окей децо, на добри моменти што Добри биле моменти, навечер, мислам и тие лошите што моменти што биле, да речеме, у Лисиче секогаш било проблеми, но Лисиче имало многу хероин, многу дрога, посебно Да, тоа на време, ја времето. Тоа може би се едно од негативните работи, али се као негативен environment, што не значи дека у таков environment не можеш да научиш и да израснеш. Еве, јас сум израснал во здрав прав и во животот никогаш не ми текнало да пробам тоа, онака Да. сум гледал купи што околу мене, знаеш, сум го применил тоа, сум го научил тоа некако на некој таков пат да ми се згади. Тоа е ако може да се каже дека нешто имало као негативно во Мало или во Лисиче што било, али веројатно тоа постои во Цел сите. аеродром, мислам да Мала не и само Ново аеродром, Лисиче. општо Мислам, сега. сега не знам како е, ако да запомнам хитно. Кроз, да. Сега не знам како е, ама у секое мало сигурно имало такво. Јас знам кај нас у Мало Ново Лисиче, ти кај си исто у Ново Лисиче, У си аеродром. растен, у аеродром си растен, знаеш дека у Истото. тој период, тоа е околу Тоа се 2000 дешавало. и некоја тука имаше најмногу и така се збореше. Да, аеродром така го биеше таков глас. Да, али тоа се као општо земено е лошо вака да го раскажеш и да го слушаш, лошо звучи, иако ја не го памтам као лошо и не ми предизвикува некој психички стрес во животот. Едноставно многу поише работи сум научил од тоа и од животот таков environment, отколку што ми било некој стрес. Да, бе, чим Така си да. израснал здрав прав маж, Да. така да, Да. тоа е тоа. А после кај продолжуваш со твоето образование? После сакав да се запишам многу јас во Ѓорги. Не знам зошто беше со Ѓорги финтата. И мајка ми ајде ме запиша во Ѓорги, ме запиша. Така се викаме запишаме, те зема и те носи она, не идеш сам ти. Да. И се запиша во Ѓорги и отидов на одмор и после сконтав
дека од Ѓорги немам никој као за дружба од Лисиче, од таа генерација од Твојата од основно, а другарите со кои што се дружев беа една година постари од мене и они сите учеа у Орце. Сите. Да, и бев на одмор и не знам, се еден од нив ме убеди шо бараш Ѓорги дојди у Орце, сите сме у Орце као. И се јавив на мајка ми рекол, не сакам у Ѓорги, сакам у Орце. И ми вика, кај да те запишам сега, поминато е августе. И не знам што се деси, некако имаше некој, нели има таму пред септември некој втор круг, така имаше нешто с префрлање доконување, така ме префрли у Орце и уопште не жалам за таа одлука, као се покажа многу бољи environment вака за мене Орце отколку Ѓорги, не дека Добри ти се овие. Девојка ми има завршено у Ѓорги, го слушне ова кој ќе се расправа. Добри ти се овие англицизми бе што ги користиш увако, што ги Немам зборови набацуваш. доволно. Немам македонски зборови. Што искористив англицизам? Environment. Environment, добро, околина. Добро, мислиш дека ако си продолжил у Ѓорги нема да си бил ова денес што си? Никад не сум се прашал за ова, пошто било ептено дамна. Добро прашање. Ајде, ќе си слепа кокошка ќе клюкне. Ќе клюкне што? Мичко, не знам, да, веројатно да, имав ја многу добро влијание од мојата класна во поздрав до неа, ако случајно налета Далида. Имав многу добар инфлуенс бомба од мојата класна, што важеше за едно од најстрогите професорки овакво и своевремено не ја поштував баш додека студирав, мислев дека ми прави лошо. Плюс увек имав македонски тројка. А она по македонски По македонски беше и важеше за една од построгите професорки и памтам дека беше рокерка од душа. Најмногу што мразеше беше турбофолк, цело време ни го дрвеше со тоа, не турбофолк, најгнасно, како можете, како може дури кај искачате, како можете на тие места, ги знаеше местата што идеме. И своевремено ја сметав као А она кај искачал Маракана? Не, така нешто беше, знаеш. И сега ако размислам наназад да вратам, тогаш може не сум го осетил тоа, ама сега ако размислам имав многу добар инфлуенс од неа, затоа што некако она дали сакајки или не сакајки ми има поднасочено негде што да правиш, да се најдеш. Да се бавам со уметност, иако ја не знаев до крајна, ама ќе стигнеме до тоа, и сега усредно сме уште. До крајна уписите не знаев што ќе учам, али да, мислам дека вака ако размислам, можда немаше да бидам глумец ако продолжев, не знам, средно школа бе, тогаш не беше многу. Не си размислал, те падив неспремен си. Да, ма и не знам бе, средно школа, од кај знам ти се менјаат година цело идеите, време, ти се менја што сакаш да правиш, ти се менјаат од ден у ден идеите, еден ден имаш идеја, друг ден немаш, па 3 месеци не знаеш што сакаш, па после сакаш нешто глупо, па грешка ти е тоа, па не, знаеш. Тешко е да се каже и да одреди, веројатно вака ако размислам по некоја моја замислена филозофија, веројатно сум имал добар инфлуенс у Орце, а и башка стварно беше добра генерација бевме у Орце, некако не знам, се склопиве, се погодиле коцките. Да, не супер генерација бевме, немаше некој као немаше многу фрки у школа, немаше тепачки меѓу класови многу. Правевме, имаше многу оние рокерчиња по гаражи што свиреа, па правеа концерти. Па имавме за да не идеме 2 месеци пред на часови пред полугодие модерен балет, изборен предмет машки одбравме. И ти беше делото? Да, јас и Иво, па игравме од Майкл Джексон, кореографија правевме на Beat It. Со балетанки, со све? Со све, со такво, само за да не идеме, значи бевме ужас. Као 12 машки се собравме и само за да не идеме, пошто си ослободен, за да вежбаш, разбираш, пошто мора у часовите. И ти например се договораш од 9 до 12 вежбаме, значи идеме на први 2 часа прва смена и до крај не идеме вежбаме. И стварно вежбавме, ретардирано беше и не знам, правевме вакви интересни ствари се дешава, свирки, бендови, бла бла бла. Добро, тоа е познато Орце. Ја и у Јосип Брос имам завршена така. У Јосип Брос на пример имаше шминкерчиња многу. Да, кремци нели така. Ти, Хонда, све кремци, види какви сте за никаде, што изгледавме, страшно, да, реално страшно. Хонда кремет не може да излезе. Слушаш ли? Не слушате кај ќе види, ја го викам 10 пати да дојдеме и ќе да дојде. Ќе го тагнат доле од која до која минута вика еве збореа за тебе. Да, за тебе, ама нема да види он.
Не е по подкасти, ја го викам 10 пати да дојде неќе да се појави. Шок е ти е бе тој, кажи шок. Нема што да кажеш. Урла тука да ти вика да се дере, остежи ти се. Сега го слушна ова ќе ме нападне. Знаеш како ми се јави после Бубамара? Шо слушам, нели од мната? Да. Шо слушам ова за мната? Викам малце ви беше, малце ве, ќе видиш сега што ќе ти се деси. Викам дека нафурани сте им на мната, викам конкуренција овие се сигурно сега за тоа ги За тоа е направено тоа бомба. Не, се шалам, ќе стигнеме до таму, не ми кажеш, сега загледавме средно школо и ме прашав каков ученик беше, шо кецове не скачаш. Ја увек сум бил петкаш. Не петкаш, не сум бил скроз одличен. Сум бил увек у средина, многу добар. Аха. Секогаш сум подучнувал доволно за да ќе киднам од час да немам укор, да биде као бе овој не е кец пропаднат случај, него е тука. Да, бе, да има надеж. Од прилика тројка, четворка, деме како се и сите викаат темпераментно е многу дете, темперамент. Да е живо и здраво. Живо и здраво теме. Добар е, не сака да се потруди од тоа што слуша на час. Види, тоа што ме интересираше ми беше окей. Ако ми ги видиш вака свидетелствата, на пример физика, имав нешто двојки, тројки и нешто втора средно петка имам физика. И после пат двојки, тројки. Веројатно нешто се погодило текно од тој период што ме заинтересирало. Да, и си учел. Да, и сум знаел да напишам есеј македонски за петка да го читам на вакво. Сум знаел и 3 поред кец да ми вика ова катастрофа, свекаш не се спремал не измислил. Ја по увек сум бил на линија да полагам математика и увек сум имал кец 2 и на крај сум се вадел со двојки, свекаш. Ја идев на онакви дома приватно кај некој професор, да ме пушташе мајка ми за тројка. За тројка. Вика, кој знае ако не те пуштав на такво, така да ме носи. Тапа ми беше да полагам, пошто мислам нормално за секое дете, пошто нели ќе си го заебеш распустот. Сите надвора ти треба да идеш во школа. Не знам, кај мене порано беше лош. Рейтинг, да. Онака као колку и да си фраерче, ако идеш на полагање, како така малце си дискриминиран си малце. Со други очи те гледат луѓето. Одма по селјак си. Да. Реално постоеше тоа. Да, си постои. Ја мислам дека беше, што колку и да го сметавме тој иде со женски, он организира журки, он е менаџерче, он е најфраерското. И се ако иде на полагање, иде со оние шупаците на полагање. Да, разбираш, со другите што се пропали случаи што не се фраерчиња у школа. Точно. И он и за него менјаш и некако ја увек се плашев од тоа, сеќаш неќев. Никад не сум никад не сум со стил на полагање. Да, ја исто. У средно, никад не сум. Тоа ми беше поише да сум се вадел, да, двојки, мојки, ќе препишуваш, ќе се вадиш, ќе прашуваш, ама сум се вадел. Ќе седнеш дома, ќе учиш, ќе вакво. Што едно факултет се вадев на крај. А со девојчиња ти идеше? Или не, како и денес исто, цел живот тоа не се менја. Да не те прашам на таа тема. Не идеше ич. Идеше, ама така послабо. Трудно беше. Не знам, да, не беше нешто како да речеш, ми идеше. Да, ми идеше. Така, имав, не бев скроз суварица, али така, пак беше ајде да пораснам, може поише ќе... Поголем шмекер ќе бидам. Да, може поише сексуални односи ќе имам, ќе пораснам, ајде, не знам. Да видиме, така беше, окей, имав и усредно, имав и ние трета со прва која идевме, имав и од прва девојка едно време, да. Шмекерче. А добро, па помалите ако не ги излажеш ти од твоја генерација те знаат, шанса нема да. Имав и од моја генерација, имав и онаква љубов од клас неисполнета. Полна платонска да ја сакаш, па и она може ме сакаш, ама никад ништо не се деси. Не се деси, да. Ништо е ако слуша се. Што се све. Сигурно те знае сега кој си што си. Знае, мислам дека да. А кажи ми, тоа што зборевме прески. Сега си вика, требаш. Требаше, да. Замисли колку се како знаеш што да сум. Требаш за ти. Татко ми имаше една ситуација, рекет мене тука пред школа. А нели ти кажав живеам куќа до куќа, да, и искачам вака и тие седат на шипките тука, вади све од џебови, ја кавалам све од џебови, тато! Татко на таму рипа од тараса, преку тараса, рипа бос усред школа и ги брка тие. Сам имаш и тогаш... Да, имало и тоа што... Поголемиот ми ја украдоа топката, не ми ја враќа, ти топка, ти ја зима, бриши ти вика. Да, има. Седи вода, идеш вода пуниш, тоа е. Тачно. Идеш по сендвич, Идеш по цигари, нема пари за цигари, снајди се, све ќе купи ти, ќе се снајдеш или дај ги парите. Купи ми она, све ти да 100 денари, врати ми кусур. Веројатно него анализиравме тоа
толку сериозно. Или па сме ние го- не сме биле, можда повозрастните во тој период си правеле анализи. А сега е веројатно све подостапно и за све се збори многу повеќе и веројатно и тоа не сум паметен. Да, Не да, сум не социолог, не сум паметен, психолог и такви нити ствари. психолог, дај како и да е, не е Ќе убаво. оставиме тоа на Да. стручните лица, така да Не чисто знам беше како знам дека не е убаво да се Да. случува точно, не е уопште убаво. било каков вид на булинг. Пријако сакаш ние сме возрастни за мобинг. Све. Не е окей. Значи А. да се вратиме бомба ние у средно и Да. завршувам средно уорце и после тоа немам појма што сакам да бидам, што сакам да упишам. И Боце, другар ми од детски театар што работи сега, колега и стендап комичар сега последно време, ми вика зошто не пробаш на ФДУ камера. Бојан Кирковски, Кирковски, да. И викам кој камера, шо камера, од кај знам камера, не е камера, а он више беше упишан, више втора година беше на ФДУ. Епа глумам, сакам ај глума и глума таа година на ФДУ нема. И ја идам на ЕСРА се упишувам. И така усвари почињам. Ја не знам ни дека ме бива до првиот испит пред професорот, пред публика, пред колегиот, вакво кај што они многу убаво си поминуваат, ме фалат. И јас тогаш сваќам дека ја го контамо. Смешен сум добар. Не смешен, него Да, добар, бе, тогаш не си уште Знам да глумам. не, имаш нешто во тебе, пошто ти на академија усвари тебе треба да ти исчисто тоа све што знаеш те носат до нула, ти го даваат занаетот и после ти се го коваш системото, Точно. Го Челикот коваш се кали занаетот, додека сме мали. Со играње и со работа ти после се градиш како актер. И на академија сватив усвари дека окей сум, можам ова да го правам. И што ти реков преска, ти викам не, на полагање не сум бил, ама ја на факултет исто тие теорија што ми беа, тие со книги со читање историја и теорија на светска драма и театар, на македонски театар, на македонска драма, историја на уметност, имаш предмети, освен овие глума, сценски говор, сценски движења, борби, мечување, имаш и со читање усвари ствари, со да ги учиш. Нормално да го. И ја тие сите ги имав оставено, пошто не планирав дека се за 3 години одма ќе го завршам факултетот, така ми беше некако Тежок? не тежок, него си ги имав оставено ти од прва година 2 испити, од втора 2, Да, бе, си ги имаше 6. влечеш. И на крај само што завршивме, се отвара театар комедија таа година, само што завршувам и Елена Жугич ми вика да доеш. Алба! Доста беше и ти На си. Елена Жугич реагирала. Омилена глумица ми е. Да. Гледаш? Гледаат со тебе Салон Хармони? Гледа, Па да. она не игра. Па играм Па Салон Хармони, гледаш да, Салон да. И ги имав оставено и кога ми се јави Елена Жугич, демек сакам да доеш на аудиција, тоа не е као вработен си, него Аха, дојди на аудиција. за да видиме дали ќе те кани, примиме или и не. да, имаше тогаш 72 пријавено. Тоа е првата аудиција и влеговме ја Атанас, Зорица и Нина. Ама јас за да соберам документи, на пример, јуни е завршен рок и ова аудициите се нешто ноември. Ноември, декември се аудициите. И јас треба усвари јас треба септември и октомври да положам 8 предмети што се со читање. Тие се светска драма и театар За да влезеш у за да извадам диплома, за да имам право Да, да да, аплицирам за Театар и аудиција комедија. за театар комедија. И таа професорката нешто беше многу строга, напана. строга беше таа, не ми текна сега баш као не е ни битно како се да. викаше, знам дека имаше предавано нешто на Сорбона и дојде да предава кај нас, беше многу строга. Ја ја објаснувам дека ми е за вработување, за аудиција ми треба, дали може барем да прочитам, да ми каже што да спремам, да ми пише шеска и да ми вика не, ќе си читаш све. Ја бомба седнување за 2 месеци, рачунај светска драма и театар и македонска драма и театар 3-4 и 4 и 5 и 6. Тие има литература за читање и не е се преведено, пола се на српски, на вакво, јас седнување за 2 недели треба да исчитам, не знам, 70-80 драми, од кои некој се Шекспир, некој се Стих, некој се Ибзен, некој се Чехов, некој се Бекет, некој се, значи не е, тоа треба да посветиш по една недела на книга да анализираш да се. Јас седнување, читање, запишување, од 2 и некако полагање 3 предмети, за 4-тиот ми вика не си за 6-ка. Викам како гледај колку во вие претходниве, например са 5-ка си положил и 6-ка да. треба
да положиш. Знаеш, сега ти не си стигнал се, не си за шеска, викам те, молим те, за вработување ми треба. Океј ми викам, ќе ти пишам шеска, ама да ми ветиш дека ќе ме кажеш у подкаст ке бомбаркица. За 13 години ќе ме кажеш, поише има, 14 години има, за 14 години ќе бомбакис. Не, ме тераше да дојдам за 2 недели да доучам и да дојдам чисто проформа да и ветам као човек на човек, без разлика од факултетот, да испоштувам, да отидам. И ми пиша шеска и за 2 недели се ги дочитав тие и отидов. Озбилно? Да, отидов и ми вика, па не си за шеска, ама поштувам што дојде, демек што си го исполни ветувањето иако не требаше. Ама вика, па не си за шеска, ама вика, готова е работата. Не ми се верува, браво. Добра прича. Да, и така уствари ме пушти професорката и... Ама сигурно сега се горде на тебе. Па, што знам, не. Да се јавиме, ај после ќе се јавиме, ќе прашаме. Искрено, мислам дека не се пресели од Македонија, се врати да предава на Сорбона. Сега што се дешава. Мислам дека предава на некој голем универзитет у моментов. Јасно. Пошто беше прилично строга и сериозна. А добро, че сега пред вработувањето у театар комедија ќе те прашам од каде љубовта за глумата, за театар, за такви ствари? Не знам, ти викам, мене не знаев дека... Или све спонтано? Да, не знаев дека ќе ми се свиѓа, не знаев ни дека сум добар, не знаев ни дека ќе се снајдам. Ја усвари, у текот на студирањето сватив дека мене ми се свиѓа ова, од која ја сватив професијата што е... А добро, предходно нешто си правил дома, си глумел, Ништо, сум пел, нити имам некој глумец во фамилија. А ти кажал некој, запиши се добар, ќе бидеш глумец, смешен си, не знам, духовици, не? Не, никогаш, никој, не знам, не сум бил духовит. Може као мал, не знам, може ни сега не сум. Појма немам, немаше ништо поврзано пред да упишам. Студирајки сватив и се заљубив во професијата и во театарот и во ова што сум уметноста, усе. Да. Јас се уште се водам, иако се бавам и стендап, и водител, и реклами, кампањи, и модератор. Инфлуенсер. Да, инфлуенсер. Микроинфлуенсер. Да, имаш. Тука околу 5-6 сме ние микроинфлуенсери. Иако сепак прва љубов ми е театарот, и уште се поистоветувам со театарџија. Знаеш? Да, уште сум театар, знаеш, кажат театарџи и сегде у светот не се он тие најпопуларните глумци, тие се луѓето што работат најмногу у светот на уметноста, што не е Холивуд, него е жива уметност, театар е малце е рудник. Сеш малце е радничко театар, театарските глумци, за разлика колку театарски глумци од светов знаеш. Николку, ти знаеш само од Холивуд, ме разбираш? Точно. Таму нема толку голема популарност како филм, како на телевизија, нема толку многу пари како на филм, како на телевизија, ама уживањето, enjoymentот е друга. е исполнувањето кога кажи го на англиски кажи го. Стварно ме напна од преска, сега зборови барам. Да не се љутиш дека англицизми користам. Таман работа. Уживањето на изведба во живо и дека тоа е сега само во моментов и никогаш пак, мислам никогаш исто, со ист интензитет пак, тоа е незаменливо. Така да ја се уште се декларирам као театарски глумец. А си глумел некојаш во филм, си имал прилика? Да бе, бомба, уште ми игра филмот Снежана на крајот умира. Не, јас знам него чисто за и каде почнува и зашо почнува, како почнува, кога почнува. Прв филм што го снимав во животот беше на Коле Ангеловски, Ах, љубов моја. Тој се од представа, Коле го направи филм, го снимивме филмот, после од филмот направи некоја серија од 7 епизоди. Представата имаше многу поголем успех од филмот, тоа е првата представа на театар комедија. Не знам, мене представата ми беше многу добра, филмот ми беше онака. Таму играв епизодна улога, после играв епизодна улога кај Милчо Манчевски во Врба. Играм една сцена. И третиот филм е овој кај што играм една од главните улоги, Снежана на крајот умира. И таа ми е како прва главна, да речам, улога на филм. Веројатно и последна од која излезе филмот. И да, тие ми се до сега 3 филма што сум снимил долгометраж. Иначе сум играл имам епизода снимено, не знам, во Преспав, имам спотови снимано,
А што ти е Кастам, идам на кастинзи за серии, за... Што ти е по сатисфакција да глумиш у театар или што поише ти исполна или у филм? Види, мене лично поише ми исполнува театар затоа што пак кажам се декларирам као И баш театарски кај ти е глумец. као дома тоа. Да, ама тоа е можеби затоа што не снимам, свеќаш многу. Можеби да снимав Да, многу. Искрено ти ми беше. одговара енвајрментот и атмосферата и тој живот на филм таму сега има прилика да искусам ете кога снимав, не знам, 17 дена сигурно имав, укупно 25-6. Имав, да, околу 18 дена снимање и убаво е. Убав е третманот на сет, убаво те третираат. Имаш шанса да емотивно да се наместиш за сцената, например. Во театар искачаш и, например, за саат и пол си на сцена и на саат време ти е некоја сцена со плачење, да речеме, најпластично и ти немаш време да се наместиш, ти тера, треба од почеток треба да ја фатиш и нема пауза стопа. На филм имаш време, извинете, чекај. Чекај пак кадарот да го поново. вратиме. Има убавина и во едното и во другото, различен стил е. Искрено сега го снимав, уживав на филм и додека снимав си викав, колку цел живот би го правил ова и не би играл во театар. Да, све си Веројатно да снимам повеќе, ќе ти кажам да, филмски глумец ми е поубаво. Затоа што играм поише во театар, театар ми е у поубаво. Холивуд се Тоа кој гледаш? знае што е, брат? Да, се гледам. Па не, за 2 години. Ама почнуваш со англицизми и за тоа те прашам дали се гледаш. Англицизми пуно англиски дрво. Англицизми знам, а англиски тогава ме прашаш. Не сум дрво, ама Да, бе, се снаоѓаш, сигурно не си као и Да. нашиот премиер што беше пред некое време. да, он експерт. Тој бе, не да. сум таков експерт, не сум до толку експерт. И да, веројатно да бомба. Театар. Да? Театар поише, да. А која награда до сега вака што си ја добил ти е омилена, најомилена? И која театарска представа ти е најомилена и што сакаш ептен да ја глумиш као Сега во Знаеш, моментов ми е Илуминати. Омилена ова што ја направивме пред кој излезе октомври, ноември, што зема Буамара сега за најпопуларна представа. Таа мислам дека не е најдобрата представа што сме ја направиле во кариерите и на мене и на Атанас и на Синиша, режисерот Синиша Аха. Евтимов. Нели он работи со нас и на Стюардеси, и на Вардарски пастови, двата најголеми хита кај нас во театар. И се надевам Илуминати е новиот хит, само е многу поразлично од све до сега што сме правеле представата и мислам дека не е најдобрата представа до сега што сме ја направиле, така таа ми е најкев да ја играм у моментот, онака сум 100% into it. И иначе награда најдрага, што знам, немам, веројатно интернационалните награди ми се подраги што сум ги земал во странство, затоа што знаеш тука кога ќе постигнеш нешто и се прашуваш дали сум добар само во Скопје, дали само Дали- тука можам да успеам. Масоата нас имавме шанса да одиме и да работиме проект интернационален во пред пандемијата, беше тоа во Црна Гора, кај што бевме собрани глумци од сите земји? XU републики и правевме 2 години поред представа на Цетиње, таму бевме собрани сите, за таму правевме представа, 2 представи поред. И таму супер не прифати публиката и знаеш убаво е кога ќе сватиш дека не си само тука добар, него и кога ќе излезеш. Плюс со наша представа чао пријатно гостувавме во Подгорица на фестивалот Фиат, тоа е многу добар фестивал, Да. таму двајцата земавме награда со Атанас. И во Керемпу На македонски на изведувате, македонски да? си игравме ние, Ја да. разбира публика? Да, бе, си имаше превод, ама у принцип Аха, нема нема баш потреба за превод, онака е птен нешто ако не, ама си имаше превод. Таму земавме награда, таа ми е една од подрагите награди, пошто не знам, во странство е некако други луѓе те оценуваат, луѓе што не Што те не те знаат знаат тука толку. као Тино и Атана се популарни, па ајки ги гледаме ради тоа што сме ги гледале на Бубамар или Да. добри се, ради тоа што ги знаеме од Бубамар или од стендап или од знаеш боле кога ќе те знаат и од представи. И вака на друго место кај што не прв пат те гледаат луѓето, они не гледале со тебе 7 представи, па ова 8 да име, па викаат да знам, него е прва што ја гледаат. Да. И од цел избор на сите представи што се на фестивалот, ние зијаме награда и не знам, некако тие ми се подраги награди, пошто тие луѓе не, знаеш, не те знаат. Исто и у Керемпук, тоа е многу смешно како земав таму награда. Што Тоа направи? нас ќе да раскажам тоа. У Керемпук има у Загреб, тоа е фестивал на комедија. И не викаат, ние идеме со Лисистрата со Атанас. Ја и Атанас со Лисистрата играме епизоди, Јелена игра главна улога, на Наташа Попласка нешто полу мюзикл, полу представа. Ја во представата играм старец како, ама така е како кабаре гротеска е, како старец нешто и како скроз
скрос играв како стар, гротескана стар човек, имав бастум, нешто пеев, така. И со Атанас дента пред тоа дека седиме например 4 дена таму, имаш проби, запознаваме некои новинарки, тогаш немавме девојки, да не мислите дека е. Тогаш бевме фри агент, двајцата, и запознаваме некои, ни викаат утре ве носиме на журка, на сутре ни е представата. На фестивалот утре ја играм. Утре ве носиме на журка, ние две ве собираме со кола пред театар, ама мора да тргнеме у 10. Дека идеме негде надвор од Загреб на журка, као кај ние нас наводно, над Загреб некоја планина, некоја брдо кај што прават журки. Мора да тргнеме у 10. Нас представата ни почиња нешто 8:30, а представата трае сати 40. И нас ни фалат 10 минути да скратиме. И му викам на Атана, се договарам, викам, ова глупости, оди, така не сме ни битни у представата, епизоди сме у представата. Со него не е ни некоја прича, ти викам кабаре е и гротеска и така е. Било вака, не било, и му викам, слушај, мора да скратиме, да убрзаме, да излеземе, да стигнеме, да не соперат, да идеме на журка. Што ако не остаат толку е, нема ни журка, ни провод у Загреб, ни ништо. А баше добра прича, си отишол, си запознал, те носат негде бла-бла. За раскажување прича и му викам кратиме, ние ја кратам од мојот дел. Викам ако се 8 реченици, 5 ти кажувам, ти една си идеме, следната сцена пак. Добра, ај кратиме, играме ние на брзински, само на сат гледаме да површиме, стигаме ни. Ја кратиме представата 10 минути, си идеме на журка, топ си проаѓаме. Ништо не направивме со девојчињата, нормално шутраци, ама битно супер си пројавме на журка до Сабајле, до 5 сат не вратија све. Завршуваме, си тргаме утре дента на кај Скопје, за 2 дена се јавува, Тино награда зема. Како бе зема? Кој Тино награда? Награда зема, вика, карактерна комика Фадил Хаджич, најбитната награда на фестивалот, според тој некој глумец, што име? Браво, свака час. Како бе викам свака час? Ја кратев, брзав да стигнам, паметот на друго место ми беше. Ама ете, знаеш, гледаат луѓето, препознале нешто што ја не го гледам од оваа страна, препознале. Знаеш, ја брзав, ама јас играв на 100 паја, не се. Да. Ја тие, ако 8 реплики 5 си ги кажав, ја 5 си ги кажав. Си кажа кој што треба. Јако глумачки на 100, сваѓаш. Да бе, гледале луѓето. И таа исто ми е многу драга награда. Не отидов да ја земам, не можев, игравме представа тука. Уште ти стои таму? Не, ми ја донесе Јелена Јованова, пошто она живее у Загреб. И отиде, мислам, она беше ја зема за мене, и се јавив ја таму као колешка, викам ако можеш, да, ќе отидам, ќе ја земам, не се кире, ми ја донесе она. Така да тие ми се. Али добра прича имало, да, онака ми ја лупна. Само што штета што така ништо не сте направиле на журка. Ништо не направиле, па бомба не може, Господ не дава толку, значи не може и ја да ваквам и награда. Точно. Значи или награда или ваква. За мене ми се паднала награда тогаш. Друг пат, здравје. Здравје. А кажи ми, ти пречи ли што сте Тино и Атана, што не си само Тино? Тоа само. Не, јас сум само Тино. Јас сум, знаеш како ќе пишеме? Само Тино. Знаеш како ќе пишеме сега со Атанас? Види, Тино и Атанас или Атанас и Тино гледај го како франшиза. Да. Како бизнис, како не, ја го гледам, него чисто. И сега јас сум глумец во Тино и Атанас. Во фирма. Ја утре можам да го од фирма да го отпуштат Атанас, ја да бидам со некој Васко, Тино и Атанас, со Васко. Утре може и мене да ме отпуштат и да бидат Дејан и Васко, Тино и Атанас. Че гледа тоа како фирма, како франшиза. Разбираш? И сега ако ме прашаш дали ти е лошо што си дел од фирмата, не си трговец поединец. Да. Јас сум трговец поединец во фирмата. Да, има така да уопште додека фирмата работи добро, мене уопште не ми пречи да сум дел од фирмата. Како кажи ми за вашето запознавање, прв пат како се запознавте со човек? 100 пати прича имаме. Да, си ја кажал, па ја не знам да. Сегде сум ја раскажувал у базен еден во МН-та представа една работевме во базен по Шорцеви, са бајли у 8 сат на базенот и проби на базенот. И така се запознавме. Јазда ја и он се знаевме од претходно као малски, пошто едно време моје друштво со негово друштво бевме менаџерчиња во ГТЦ Energy, кај што беше, па Energy направи као клубче, као диско, па негово друштво и моје друштво некако се склопивме, бевме менаџерчиња, па се знаевме од као Атанас, како од ова друштво, знаеш? Ама на крај на памет дека ќе бидете Тино и Атанас. Не, никогаш, да, тоа никогаш. Тоа и го се запосливме, не знаевме, ни у првата представа не игравме заедно. И
Добро, Од после. после излезе тоа тргна женитба Гоголј правевме со Дејан Пројковски. Таму прв пат игравме дуо и она сите видеа викаа фантастично функционирате. И после дојде Синиша да направи стюардеси и од стюардеси тргнавме како дуо. Двајцата земавме Буамара, двајцата себе и така тргнавме. Титегно ние Буамара влеговме као награда земавме. Спремивме говор за наградата која земавме смешено, но и кога Атанас требало сам да земе, го има тој на YouTube, тоа е 2012, кога требало он сам да земе награди и си пишувал сам за себе говор, па сум го нашол говорот, па ја го читам неговиот говор што го спремал сам за себе. Да, ми текна. Нешто така беше скеч некој. Да, ми Негде текна. го видовме го, и ни беше интересен и после си го направивме по наше и така усвари следната година Ранко не зема као заменски. Која година беше таа? Па ова мислам Кога дека почнувате со Бубамара? 2014. 2014? 2013 Ви беше малце чудно кога ве побара или мислам појма немам брат, мал бев тоа е. Нас Колку оваа години? година ни е 9-та на Буамара нас брат. аха. Значи Тоа било 9-та како на работа да сме на Буамара. Да, се секоја година. Значи пред 10, значи 2013 сме земале награда за најпопуларни млади И следната глумци. година И следната уствари година не викна Ранко да Али помагаме. вие цела ја водевте тогаш или имаше Не, никош не сме ја воделе цела освен ова. освен ова во Ми задње? имале некоја година имаме еден скеч 5 минути, некоја година имаме 3 скеча по 10 минути, некоја година имаме 2 скеча, некоја Да, година ланскиот беше многу добар. ланскиот, Не, да, лани многу имавме се- еден за шамарите само. Да, и беше дававме многу награди. Прехлани имавме, никој немаше ново у пандемијата, само ние што го снимивме она со коментаторите кога си даваше Да, да, ги со- заеба автогол, авто и бунар. Да снимката бунар која прави. ми текна. Тоа беше, па пред таа година имавме 3 скеча. Различно, па една година не бевме. А сега како Една е? година не бевме. Која Некоја не бевме, уопште не се појавивме. Претходно не имаме само награди дано без скеч. Претходно Аха. имаме различно низ години се бафтаме. Еве сега ќе те прашам пошто нели оваа година бевте скрос вие Сами, уствари, да, сами. Сами Како ни е да бидеш сам, мислам, двајцата да водите Бубамара, да биде на ваш грб Бубамара? Тешко ли? Не го осеќаш тоа така од оваа страна кога го гледаш, пошто го гледаш као работа. Ја и ние до сега едино што беше различно е оваа година што Сашко не беше со нас у текот на спремањето, пошто имаше работи многу врски и едино тоа беше различно што го немавме у екипата. Иначе другото ние и други години цело време ние си работиме, си имаме наш дел, Ранко ни дава, значи тука сте, зборите за ова. Така и оваа година, знаеш, која е од оваа страна не го осеќаш тој терет, едноставно ти Да. го сработуваш како и до сега. Сваќаш и до сега сме имале едно парче тука, па даваш 2 награди, па после искачаш, немаш друго парче, само даваш награди, па негде излагаш само си сврска. И го поканувам тој и тој. Разбираш? Да. И ти си го гледаш тоа како одделни парчиња, како работа, не ја гледаш манифестацијата цела Професионално како доаѓаш, работа изработаш ти и е, си знаеш, идеш, немаш време у моментот да мислиш леле ја водам ја манифестација. пак пред толку публика, пред толку луѓе трема имали. Не, сега да ти кажам искрено, кога излегов оваа година му викам Натана, бе брат, помала е салава, ја скратиле. А Та нема не е везе. скратена, нас дека ни е 5-та година у Борис Трајковски. Мене прва година која беше пред 6000 луѓе беше тогаш беше материјалот Шилеговача го имав. Со ракијата. Со ракијата и тогаш беше, мислам дека на Саеме тоа, прва година која излезе од универзална надвор. Да. И ја тогаш се запрепастив кој излегов и првата година у Борис Трајковски го излегов исто ми се испопресекоа нозе, не очекував, тоа се 7000 луѓе вака испоседнати. И баш кај јавни фаци сите едно друго се Едноставно тогаш памтам чувството, човек искочив и вака нозете ми направи так. А Ми требаше време да се гласот приберам. трепери, Гласот кледли. го изгубиш. Го изгубиш гласот. Го губиш гласот и баш памтам многу језиво, ти треба време малце да влезеш, да прекинеш да мислиш на тоа, да ја фатиш мислата која ти е што викаш ти да си сработиш, Да. знаеш. Ама со искуство све се учи, искрено оваа година ми беше помала и последниве 3 години од кога се бавиме активно со стендап по клубови со Атанас, мислам дека ептен добро се испековме, као го испековме занаетот стендап, што мислам дека и се гледа. Као претходни години, рачуне ние пред 3 години, 3 години активно се бавиме со стендап,
по клубови зборам. Да. Клубски настап. Кај што треба да го печеш ти занаетот, кај што најубаво То- се учи стендап. И ние последниве 3 години го правиме тоа, не икевме да го правиме претходно, пошто мислевме дека не сме зрели. Рачунај, јас сум правил стендап од Буамара на Буамара. Тоа е еднаш годишно. Еднаш годишно, да. Што и да правиш еднаш годишно, Се заборава. Мислам, не се заборава, него не е толку добро Не ако е го правиш испраксирано. еднаш годишно, не си толку добар ти, свиташ. А- Еднаш годишно за Буамара, да речеме, што сум имал уште 3 други настапи што биле по фирми и што пишуваш материјал за нив, за компании, за вакво што не е тоа стендап. Значи, стендап е клубски настап, од кај што тргнал стендапот. Која ви дојде тоа дека треба да сега правиме? стендап да правиме и како ви дојде? Кај беше У- почетоците, мислам, кај освен на Бубамара што? Види, ние тоа сме знаеле дека ќе почнеме да го правиме стендап, ама Ата нас увек викаше, демек млади сме, чекај да собереме животно искуство за стендап, за да пишуваш малце На треба цело време викаат младите млади, актери, ние да. 33 више. Вие- Сакавме да напуниме, на Ата нас му е тоа некоја логика што да, искрено се слагам со тоа и претходно цело време имавме многу работа во театар. Ние бевме презафатени во театар, што ти немаш време, ние влагавме од процес, од премиера у премиера и ти немаш време за ништо друго, немаш ни батериите ти се празни креативно, ти немаш, Да, знаеш која работиш Истрошен толку си. многу, потрошен си, таму ја трошиш креативноста и ние многу работевме во театар и цел живот ни беше околу театарот, разбираш, затоа само од Буамара на Буамара и од евент на евент, корпоративен евент сме правеле стендап. И мислам дека беше негде пред короната или дали и после короната беше нешто на После крај на короната. 2020 летото, кај Ата нас у камп седевме и као Колене вика да правиме на брод стендап у Охрид. Ке почињаме да се занимаваме као почесто со ова. Ке почињаме, седнавме материјал, бам и тргнавме и од кога почнавме пред 3 години не сме прекинати, онака месечно имаме по 3 настапи, лето, зима. Лани имавме цела година 46 настапи. значи од По тоа домови на култура, клубови, кафичи. Низ цела Македонија? Низ цела Македонија. 46 настапи. Лани имавме за една година само. Оваа година сме пети месец сме. До сега Да. имаме околу 17 настапи. а различна е публиката, да рецимо по градовиве и Да, секој град е различен. Различно. Во секој Имало- град не е нешто тоа посебно различно, ама е различно, да. Се осеќа Енергијата. на различни работи се смеат. Мислам, Да, нешто. у принцип сите се смеат, јас си ги знам кај ми се панчлайните, кај ми се смеат. А има сите, ама некад некојаш- кај што сте и кај што сте рекле и сега што ќе правиме, луѓе не се смеат, не знам, не сме интересни нешто На да се бори. првиот настап, така беше. Да. Па у принцип нема комичар што сум го гледал документарци или вакво па што гледам сега и сега цел живот гледам многу Кој ти е омилен? моментално Дейв Шапел, Рики Жервейс, Крис Делија, Значи тие ми тие се ти топ 3 у моментов, ама ми се менјаат. Да бе, цело време. Пред 3 месеци Нил Бренан ми беше, као. А- Гуте по водлјање. Пред тоа Кевин Харт ми беше 5-6 месеци. Ми се менјаат, сега Џон Вон, не го знам. не го е. Оно е кинезот. Не. Не е оној не, сашо од излезе. Американец се води подкаст. Џон Мюлен има нов стендап се спремно. На Крис Рок новиот ми е онака како Да, mind blowing тие. после ова со Оскарите со се. Значи си имаш некој што ти е вако Си ги менјам цело репер време. у- Си ги менјам цело време. Си А менјам учиш омилен. од нив? Мислам Да, некој фори нормално, така. да, како не. Мада језда тоа таму он што го збори со нашето тука нема везе. Види, Пошто друго општество сме, ние сме Македонија, они се вакво Америка. види формулата за стендап, содржината на стендапот е различна. Формулата за стендап е сегде иста. Иста. Има поише стилови ти се тоа, зависи кој стил ќе го одбереш. Да, Содржината за што збориш, тоа е до тебе, сваќаш. До тоа ти што ќе одлучиш и до тоа кај живееш и тебе што те мучи. Стендап си ти. Ја, например, мајка ми и татко ми уште не сум ги викнал на стендап. Не Зашто- дошле? Не, затоа што премногу работи кажувам за мене. И што Аха. не сакам да ги знаат моите, разбираш. Ептен сум искрен, стендапот нема поголема исповед од стендапот, пошто не можеш да напишеш ти нешто друг што го кажам, мора да е од твој срце. став, мора ти да го мислиш тоа. Мора да е нешто твое. Кај ви било онака нај
Најсо овации со Не се. знам, сегде кај што не очекуваш, некогаш има многу добри настапи. Најдобриот што си викаш, леле, до се ова беше Не знам, бомба најдоброто се нешто. менја цело време брат настапите. Например, имаш Раз- 2-3 добри, па имаш еден бомба, еве на пример пред последниот во Минт, во кисела вода, во мал кафич за 60 луѓе, кај што немавме ни бина, него бевме ни исто, кај што си викаш, ај, настапот не пуштаа да си одиме, како да ти Да, кажам, брат. трескање од земја. На бизва Значи, враќа ние 100 пати. на биз трескање од земја. Во Битола исто бевме лани во Голд Фелиција на корпоративен настан правевме вако, бевме за 40 минути платени, ја толку добро си поминував што им викам, дечки, вака и вака стојат работите, јас си поминувам најбољи на свет, до тука сме платени. Ние што е до нас, ако има време, ако дозволат овие, би пуцале и уште, сакате, уште, уа! Им викам овие гратис од нас. Да. И Да се пуцавме испоштуваат. уште 40 минути пуцавме ние, од што ни беше убава атмосфера. Значи си имаш ти бекап, мислам си имате бекап план, што Не си имаш, ти си имаш теми што можеш да утре ги можам да, одработи. да ги раскажам. Некои стари што отишле, па имаш нови, па А ви менјаш. се љутат ли политичарија, на пример, ви се наљути ли министерка за култура сега на Бубамар? Не, мислам дека не се најде. Не. Немаше ни нешто толку многу за А љутење. општо, пошто Бубамар е од прилика Па, така и... не би требало никој, не сум чул до сега никој да се љути, пошто А многу- знаат сите за што се работи, знаат Ама, дека им... Знаеш што ме се многу јаки политичари е што вие нели си правите шала на нивна сметка, а они си се смеат као еј супер ми е тоа, Па ме што да прават бе бомба? Шо Кажам да кој ми е прават? најголем фан, Стојан Чангелов. Поздрав до генерал Стојан Чангелов. Стојанче. Поздрав до човекот. Жена му цело време доаѓаат по представи, цело време доаѓаат по стендап. Јас Стојанче не го изоставувам од ниеден стендап материјал. Да. Значи ќе најдам место кај да го спомнам тој. На секој материјал Стојанче у прв ред седеше, умираше од смеење. Он не е фан, он пишува. Он Ау. имаше едно сам си го шераше, ми вика глеј сум го шернал ова едно кај што им правевме кај Жарево емисија на Пасиев и на Стојанче да. војс гласови, него он си го шера. Он си сака. Јако. Че он е супер, он ужива во тоа, разбираш? Да. Така треба сите да се понашаме, тоа е хумор, тоа е смешка, тоа не е Да. вистина, тоа е фикција. Тоа е Да, тоа е те еден разбирам. начин да ја кажеш работата на смешно, многу боле него да ти кажувам сериозно што Да, се да. дешава и да плюкам и да Тоа е смешка и многу често 80% од стварите не се вистина, тоа е фикција, што би било, кога би било, тоа е смешка. Замисли, така почиња да, смешка, да. замисли Замисли бомба да се- да се како кога гледаш филм комедија, не можеш да се наљутиш за тоа. Да. Глупо е. Него- Мислам, забега светот. Чисто дали сте имале некад, не знам, некој сега малце претеравте вчера за ова и за ова. За... Што знам, бомба моментов не ми текнува, сигурно имало и се Да, јавувале бе. и глумци и колеги, еј сте збореле за мене на стендап, ама знаеш кога се јавувале као еј сте збореле за мене, па викнете ме да дојдам да ме Да се предвак- насмеам и ја. Да, например Джамба се двај чека што сме смислиле за него, сваќаш? Он сега на Бумару иста гардероба, бевме копилјаци, пак нешто за мене, викам у Джамбо за тебе, што нема, ма викам фраер те правам оваа година, не се Да, кире. да. Не те правам оваа година, фраер те правам, леле, двај чекам да видам. Значи он ужива Добра, да се тоа збори е- за него, разбираш? Тоа е добро, пошто луѓе треба да ги разбираат шалите на нивна сметка, да У не се принцип љутат. немало до сега некоја ситуација нешто да биде јако да се испонаљути некој толку многу за да го издвојам да ти го кажам. У принцип нашиот стил е до негде дрзок, ама ја осеќаш таа дистанца дека ние се зезаме, дека немаме лоша намера, знаеш. Да, нормално. Тоа е стендапот, како што Да, кажа и ти. мислам дека сите знаат дека кога ќе се појавиме ние ќе се зезаме, ќе се смееме, никој не очекува дека сега ја сериозно ќе передашам и ќе Да, зборам бе. за јас зборам за проблемите во општеството, ама од таа некоја страна кај што некој би требало да си го прочита тоа од смешна страна, да не се нервираме, поблаго да го Тачно. прифатиме тоа. Комплицирано е. Ќе те прашам сега за наискрено. Што се случи со тоа? Беше хит, беше многу добро почнате Супер беше се. бомба, не носи пари, брат, нема пари. Едноставно нема пари, не успеавме да се организираме, да најдеме продуцент. Каде идејата, како почнавте Идејата е сами, од- почнавте све Не, сами ние од правевте увек- ли? Да, све сами правевме, ние од увек сакавме да правиме шоу кој што има Зак Галифанакис, кој што пак му е Between Two Ferns. Two Ferns, кој па што на Зак Галифанакис му е украдено од еден друг Да? што прави интервјуа, кај што Зак Галифанакис има на такво интервју отидено, тој го забори сега нешто Крис беше со долга коса, го има и Аха. тоа на YouTube.
И на Зак Галифанакис од таму му е идејата он да прави таква такви само- интервјуа. И ние цел живот многу ни се свиѓаше тоа и сакавме да правиме. За короната имавме многу слободно време. И сакавме да правиме нешто пошто не игравме ни театар ни ништо и така искочи на искрено. Земавме, почнавме да пишуваме и свативме дека е многу мачно да Се организираш. по сценарио? Да, се по наискрено се сценарија у принцип. Да. Мора да се изигра вицот, за да излезе вицот Не, мора точно да се Тоа каже да- вицот. Да им кажеш на гледачите, пошто некој ме прашува, вика, ова стварно Да, ли не, е што се... све е сценарио, све е по холивудски тертип е правено. У Холивуд Да. знаеме дека се е сценарио. И снимивме 6 епизоди, 7 снимивме, седмата никад не ја извадивме со Лука од Фанг Шуи. Мгм. Никад не излезе епизодата, затоа што Чичко Емил што ни помагаше, уствари што се фати со некоја работа, ние се рестартиравме назад во театар, почнавме да правиме стендапи. Времето, енергијата ја насочивме назад до театар, назад до стендапи, не остана време за нешто што нема да носи пари. Затоа што више сме возрастни и треба Да, да ја размислиш, заработувам од мојата професија. Више ми е и бизнис кој што ти кажа франшизата, ти нејата нас франшиза. више како фирма функционира и морам да преживеам ја од ова и морам да Плаќаш сметки, кредити, да, медити, точно се и нормално. морам тоа што ми носи пари да го работам, не дека не го сакам. Моментално размишлам дали поише сакам театар или стендап, разбираш, толку сум многу навлечен на стендап. И немавме екипа, сами монтиравме ние тројца, ја, Атанас и Чичко Емил, сами снимавме камери, Гоги беше тука исто ни помагаше. После дојде уште едно у Борис дојде овој исто камерман, не знам каде, он ни помагаше за последните 2-3 епизоди. И немавме продуцент, а не кевме да се замараме, ја да идам да пуштам мејлови по фирми, видете го ова, шо пари ќе даете, видете го ова, некако не ми Ама лепеше. добри бројки имаше. И не ми лепеше на почнавме да се вративме на работа едноставно. Да, бе, да, и немавме немаше, бе. више време за тоа. А иначе имаме напишано ние многу епизоди. Сега имаше една идеја да го враќаме као со Глеј нешто преговаравме да го, ама не излезе нешто, не се договоривме. Али имаме епизоди за Тони Михајловски, за Тања Кочовска, за Лила Филиповска, за Кој Никола знае што би било Ристановски, тоа. за имавме напишано уште 6-7 епизоди кои што уште се напишани, спремни. Стојат. Знаеш што беше на Лила која ја пративме епизодата, рече не. Така рече. Да, така беа. Малце ако ја адаптира, можда. Може. Да, Лила иначе ни е другарка. Чак што и ни е другарка и рече Не. да. Да, добро, иде многу вако влагавте. Да, беше мама и тоа е поентата. Ама тоа е, па да, да ама идеш до крај. сите мислам дека треба да прифатат баш. Да, тие што А- дојдоа беа и супер си И пројдоа. сега да се надеваме дека некогаш ќе ги пуштите тие епизоди Па или? дали некогаш ако најдеме некој да тоа е пари да Не дае. бе, ја ќе инвестирам ако Немаш, треба, само не. пуштете. Поише, А немам поише, толку, скапи немаш. сте, многу. Па поише да има да капне да се посветам. Али многу е можно да се рестартира тоа некогаш, не знам која супер проект е, супер ние се забавлявме многу, Врв. гостите многу ти да собереме исто се немаме време, иначе знаеш ли какви блуперси има? Ти знаеш ли какви блуперси има со Джокси, мајсторет Шест. него знае текстот. Со Джокси епизодата е снимана една реплика, акција, ја кажува репликата. Аха. Ние по една, стоп. И после После оваа треба да ја кажеш, па ја кажува, па уѓе утиња, па ја прави. Абе вака е, не знаеш бе. Знам, ја чекав кога беше короната, тоа беше баш у короната и Да. чекав четврток да дојде Да, за за да вие извадиме, да да, извадите да. да гледам, викам. Да. Ај сега кој е следен гостин на луѓе, сееш, Да. многу беше интересно. Интересно беше и добро си проаѓавме, ама А мислам дека такво нешто треба и еве до спонзориве ќе им кажеме ако гледа некој дајте да ја вратиме не е само спонзор, наискрено. знаеш што и да се пријави продуцент некој. Или продуцент било што Некој што да. би сакал. А Цела многу ми имаат продукција. пишано од овие младиве што се камермани што снимаат спотови, исто вака другарчиња што ми се не знам. Даре, Томче од Железара, овие оние зошто не снимаат и викам немаме екипа. Абе тука сме викнете на Да, баш бе, да. голем шараут и респект до Добар, не до нив добар што проект. сите секогаш ми рекле абе викни ме, ја имам камера, ја не знам, Даре дете или Да. Томи од Железара исто што снимаат спотови ми викаат ја имам према ќе доеме без пари ќе го снимаме да го правиме ние сакаме да го правиме тоа со Да, вас. реално е Тоа многу добар голем проект. респект до Да. сите што се понудиле некогаш да работат со нас.
нов стендап, имаме сега нов стендап, трансакциона анализа, Кога? последниот месец е излезен више 3 пати. Го Каде? игравме во Public Room Следен пат? на 9 во вторник, само ние сме, после на 15 сме со Коле од Охрид Никола Тодоровски, дел од нашиот нов стендап, дел од неговиот, на 29 сме пак, од 15 јуни во Бистро Комедија летна сцена отвараме кај нас позади театар. Таму сме си Кажи редовни. ми, ќе те прашам, со овие други што прават стендап, исто имате некој као конкуренција, се гледате као Абе, немаме конкуренција, ние у принцип настапуваме со Никола Тодоровски најмногу. Он има добра екипа, Никола Братучет, Зоки, од таму уште сега не ми текнуваат сите како беа. Кумановците имаат сега една екипа, Миро од Куманово, Чедо, Марко, Ангела, Надица, ние двајца правиме стендап. Боки Велевски прави стендап. Прави стендап тој другиот Баркли прави. Значи добро е да има повеќе и мене ми е многу кеф што некако во последниве 2 години се раздига таа стендап сцена, знаеш, не знам, можда и ние помогнавме. Кај нас Јата нас од кога почнавме, знам дека Боки и Коле на пример прават 9-10 години стендап. Ама некако 9-10 години само они двајца се текнува. Да. А сега искочија 9-10 души што е се многу има добро. поише работа за сите. Многу е добро, разбираш, но прекрасно е. Дури гледам ја по, знаеш колку ми е кеф кога ќе се собереме на пример у Public Room, еднаш имавме Јаната нас и Коле. Ама дојде Миро од Куманово да гледа, дојде Надица да гледа. Дојде па некако тука се собирате си правиш филм дека е комичари сме па се дружиме. Па ја на настап го поздравувам, па го ругам тука нешто го ударам, сваќаш. Или Коле пред мене ако настапува па го роустаме Коле. Давај. Па си правиме, па за Боце некоја финта Боце со нас која ќе се собереме, па пред некој настап Боки дојде у House of Legend не гледаше со некој, па знаеш, се ствара некоја како сцена, како Да, за стендап. и некако поише сме, па Весна се врати, он направи настапи, па со Сашко Зборев, Сашко сака да се врати, он да почне па да прави, веројатно кога ќе се подослободи ќе почне. Ние му викаме сега да прави со нас, ако му го мрзи да се замара, ептен сакам он да прави, што мене ми е омилен стендап комичар. Легенда е човека, да. И знаеш, можда ќе се врати он, Весна прави, доаѓаат гости од Србија. Сега сме у контакт со едни од Белград дечки што ќе ги викнеме ние да дојдат на кај нас у Бистро позади, па ние ќе идеме у Белград. Знаеш, добро е, заживува сцената, има има поише луѓе. Ние си се ругаме меѓу себе, нормално тоа е дел од стендапот, да. Многу добра фора е, сваќаш. Тој после тебе што настапува или пред тебе или кога ќе го најавиш или да збориш за тоа што он зборел. Да, интересно е, нешто се деша, се смеат луѓе, ги забавуваш луѓе. Вајда ќе направиме и роуст и моуст, само нека има прича, нека има повеќе. Да. Комичари и поголема сцена нека биде. Ние зимаме и на пример дечки што ми пишуваат што немаат врска, не се ни глумци ни стендап комичари, него сакаат ги интересира сакам тоа. ја на сите, на никој не сум му рекол еви има отворено према сите, напиши 5 минути, ние земаме загревање пред нас, пред мене и јата нас пуштаме рандом дечки што ми пишале. Да им помогнете чисто. 5 минути да види, да осети, да загрее. Тоа ќе му биде ужасен настап на него, сигурно прв пат, како што мене првите 20 настапи ми биле ужас. Катастрофа. Ќе му биде и на него, ама знаеш, мора да тргнеш од негде, стендапот. И мора да си помагате, тоа е најбитно. И стендапот мора да го пишеш материјалот и да го кажуваш пред луѓе. Никако не може дома тоа што си го напишал тебе што ти е смешно, да е истото што ќе биде смешно. Тачно, ја викам стендап, мојот материјал стендап станува бољи после 10-тиот настап. Чи првите 10 настапи ја го моделирам, гледам што е вишок, гледам кај може да се игра. Материјалот ти станува добар после 10-15 настап. Ти станува вистински добар. А овие што ги гледаме на Netflix спешилите, знаеш кој настап им е тоа? Седумдесет. Он вика, сега си купив карта на Рики Жервејски, идам на 31 август уживо да го гледам. У Барса. И он баш тоа гледав интервју. Он Армагедон му се вика сега он пред да го сними има 70 настапи, па после 70 настапи го снима спешалот. Ме разбираш? За материјалот да созрее, да стане. И затоа ја им викам на луѓето, не знам дали те бива или не. Напиши 5 минути, дојди, види. Провери се, да. Ќе видиш од тие 5 минути, следен пат ќе дојдеш, пак ќе загреваш, така, пак со истиот материјал ќе идеш, пак ќе го моделираш, ќе видиш. Да, ќе си. Ако после 10 пати не ти стане бољи, значи не е за тебе тоа. Да, не те бива.
Така да прифаќам ја и луѓе што не ги знам ги зијам да отвараат, да загреваат за нас, затоа што само така ќе се направи сцена. Еве ја ќе дојдам следен пат. Дојди бомба, дојди. Замисли уште Дојди, стендап комичар да бидам. Напиши 5 минути, не Ништо ќе знаеш. си отидат луѓе во сите. Ќе биде за загревање, бомба, нека ве бутне, после ние ќе... Кажи ми, ќе те навратам малце, кажи ми за твојата рап група. За 3 грама и Silent Да, и G. Silent G. Тоа е Као многу почна, слободно време. као почна и до кај сте сега, што се дешава? Ништо, Гоги го затвори студиото и немаме студио, пошто дремевме кај Гоги у студио, таму работевме. И сега нешто се пресели на менјаше локација, па нема најдено и го затвори, имавме слободно време тогаш. Ама има ти албум. Имаме албум, Мрази хејта и се вика И албумот. Тамара Тодевска ви е гостин у една песна, така? Да, една песна со Тамара Тодевска. И Кацар на 2 песни е гостин, и Сиги е на една песна гостин. Со Хонда има една песна. Има една песна 7 глумци сме. А од кај идејата? Од онака, слободното време? Да, слободно време у студио и тогаш почнаа сите рапери да... А кој беше ти? Silent G? Не, јас сум 3 3 грама. грама си ти? 3 грама, вади 3 грама, пошто срекни лица нема, би рекол. Да. Поетот 3 грама. И сега... Така, од заебанција стана, почнавме да пишуваме текстови, цел живот сме рапери. Зошто да не направиме еден албум за нас, онака за кеф, за Да, бе, за заебанција. кеф, за душа, да. И концертната промоција беше многу јака, сите бевме у ликови, има слики кај мене на Facebook штета. А кај било? У театар комедија Аха, направивме у на театар. сцена, има слики, само Имаше луѓе? бев доволно имаше бе пуно, фул 300 души. Браво. И ги продав сите цедиња што ги направив. Мирко PMG ми го издаваше албумот тогаш под негова дискографска куќа, се он направи некои 150-200 цедиња, ги продававме сите на промоцијата. И браво. И Значи, бев доволно глуп да не го снимам тоа. Тоа е, знаеш, Да, за да и тоа не- сам да го немаш правев и го успомена. организирав. И тоа цело сам, и знаеш, го организираш све сам, некојаш ти доаѓа толку мука и викаш Тоа е тоа. ај нека излезе само сега кој уште за снимање, Да, да, не само да. има слики некој. Супер си поминавме, добро искуство. Сега знаеш ли што се деси пред Нова година на настап ние у Струмица, наступаме у Струмица од Домот за култура, Стендап, од така? стендап, да, со Атанас. 800 луѓе, лом си проаѓаме, може и 500 луѓе бе, не знам колку собира домот, супер. Ама многу луѓе бе, супер Да. си проаѓаме, завршува у 10 сат, искачаме, ми се јавува Кацар Тонизен и Гоги и Смоук Панда, настап има, карши Домот на култура, ај дојдете на Хеван, пијачка, меван, као се дојдете викаше. на пијачка, деме ќе почнеме ние ќе сидеме, Атанас да сидеме, утре проба децата вечер ово, и викам Се. да, идеме ајде една пијачка у 10 сат. Следна сцена, знаеш која е? Ја качен на бина рапам, брат. Ја у Струмица качен рапам у тоа Тоа таму. беше она пола сат и си идем. Баш така се деси у Струмица. Следна сцена ја качен, Тони вака за глава се држи, а Тони ми рече, ајде еве го тука е Тино, гледа да се качи, ја викам може и си имам песна една со Кацар Аха. и долпе страда. Пуштай И за- диже и бам и долпе страда, ја рапам, викам што Да, ја се знам деси? песната со сите кои ги Сите кои се набројуваш, дрогира. да. Викам што се деси у Струмица на една пијачка после стендап. И колку останавте до Сабајле? Па У принцип. така некако Скопје бевме Сабајле. Да. Што имаше вожња. Ај, пола Ама им сат, останавме цел настап на Значи со пење, сите песни на Тони Стари, на ги Кацар, на споштувате. Да, да, луѓето. ептен, ама добро си поминавме. Не знам, ние Скопјани сме дебили, мислиме дека го идеме у друг град, појако си проаѓаме. Си приметил тоа? Да, Не да, пука дека ти еуфорија. е нешто ново, нешто ни се друго, дешава, да, и да. дека, Везе ај, нема урлам, оставите. ништо. Само друштвото треба да ти се Ништо, погоди. ние мислиме дека така, не пука еуфорија. Ти Да. до Маврово ќе отидеш те пука еуфорија прв ден Да, бе, да. ја. Дека нели зимно време у Маврово живеам, секој кој што ќе дое на викенд го гледам. Како Да, полудува пуштено дланец одма првата вечер, првиот ден си пуштено дланец. Да, не сум бе, у како Скопје, тинејџер ќе се некој. убијам сега. Као некои тинејџери сме, да. Да. Ама тоа е. А не планираш да продолжиш со 3 грама и со Silent G? Не знам и тоа си Тоа стои, си стои, како така. да, како некој мој алтер его. Сакав едно време сега да правам као unplugged, да ги правам, Да како ги правиш, песните, да, нешто, као да. Сладкар што ги Да. направи у театар. Има на тоа. Така ми беше, ама почна да биде како заебанција. Аха. И И си стои таа Си идеја. стои, тоа си стои. Така имаме неиздадени 3-4 песни што се готови, што не сум ги извадил. Тоа требаше да го правиме EP различно со Honda, имавме снимено за жените као песни. Аха. Дека не малтретираат жените, не ни даваат да седиме у студио, мора да слушаш жена ти папучари дека сме
Кломпариньо. Да, Кломпариньо, што би рекол Дуци? Да, Дидие Кломпа. легенда, Дидие човек. Кломпа, што би рекол. И имавме една, ама не излезен. Такви сме бомба, Да, бе, не сериозни, ќе направиме све и на крај кога ќе треба Не, да бе, излезе да ебем песните у телефон. други се приоритетите Да, за знаеш тоа. кога не се бавиш со тоа, кога не ти гледаш Кога прено не што ти ти е носи работа да пари, сработиш. да, и не ти немаш ни мотивација ни ништо. Те разбирам скроз. Да, ама си стои се тоа на страна и не исклучувам дека ќе рапам во идни на нови песни или некои нови проекти или било кој. Савдате. Сега пеевме на глумците пеат. Од кај знаеш? Да, бе, да, може све се деша. Сав да те прашам, ај уште Колку е, кажи ми саат? 1:12, Не. саатот е 6:42. Ајде. Уште две прашања Ајде, само, кратки. Сав да те прашам прво со театар комедија, дали има некултурна публика и на пример што ти се десило некад што памтиш нешто од тоа? Некултурна публика. Па нели не треба телефонот да ти биде уклучен, да ти биде треба на silent, нешто, не знам, некој да слика, пошто нели не треба да се слика, не знам, некој такви, Види, некој многу да се дере. неколку е ретардирано. На тоа иде, вика, забрането сликање и снимање, јас го кажувам тоа, мој е гласот на Аха, театар. Да, знам. Они сликаат, ја ги ришерам на Инста. Да. Што да ти објаснам? Значи, ја викам не се вакво, они сликаат, слика и ришерам. Слика, шерам. Видео не знам зашто многу поише ме нервира и на стендап видео го снимаат, не ги ришерам. Зашо? Па А да не ти ги некој не ги- знам зошто. Форите да не ги Па не е за форите што ќе дојдат ќе ги слушнат тие се. Не знам зошто видеа некако и од Да, театар не те. видеа не ставам, слики ставам. Така да еве се коси само со себе тоа. Ја викам некултурни само ја им ги ришерувам тие од аплауд сликите. А добро од со пред- телефони со такви ствари цело време на пример да се деси. Не, пристојно е. Нема нешто. Знае да задзвони телефон, да, цело време, ама А горе метите тој што ќе ми на се- представа не, на Не. стендап Да. одма. Кој е, за кој снимаш, со кој збориш, да видам сврти. Туку прв е, така е одма. Да. Дај да видам, прати му слика од мене со кој збореш и трга причата, свашта се дешава. Ај едно прашање за крај ќе ти пустам. Дали се скапи Тино Јатана за реклама? Зависи колкава ти е фирмата. Ако ти е голема Све фирмата, зависи од фирмата. зависи колкава ти е фирмата. Ако ти е фирмата голема, Микро, ако макро. ти е, да, ако ти е микро, ако ти е макро, макро. ако ти е мега, мега. Тоа вие све си правите сценарии и такви ствари, Зависи пишувате. све, не, работиме повеќе работи, зависи зашто сум ангажиран. Ние работиме и модератори, работиме и водители, сликаме и кампањи, снимаме и кампањи, учествуваме во кампањи, Значи све. во реклами, пишуваме кога ќе биде тоа побарано од нас. Ако инфлуенсер се осеќаш? Не, Микро. не се осеќам никој Не. микроинфлуенсер, пошто Али пак те следат луѓе, нели? Кој следачи? Те бараат за Нема някак реклами така? следачи, кој следачи? Те бара така за реклами фирми како за на Инстаграм да, Да, не ме, снимиш нешто? да ме бараат, само јас им објаснувам дека Не сум инфлуенсер. не сум инфлуенсер, ми нудат пари како на инфлуенсер. А ја викам јас не сум инфлуенсер. Ништо. Фала ти што гостуваше, мило ми беше и чест ми беше и задоволство и све ми беше тука што дојде и што си направивме окей мовет, ќе доеш пак, ќе направиме пак мовет и со Атанас. Ме и со нагости, ова. ми купи кебапчиња, ме бабчиња, затоа ждригам цел подкаст. Затоа ждригам цел подкаст. Што не смееше жена ти да знае дека сме јаделе Не, кебапчиња? зашо да не знае, све знае, све треба да знае. Ја ќе се одјам, па после ќе ти одзнам на тебе, може? Ајде. Па ништо чао од мене. Фала и што не гледавте. Ти колку добро се одјави, браво. Остам на тебе. Се одјави бомба како емисијава што му е. Онака. Како подкастот. Дечки, фала што бевте со нас. Сакајте се, дружете се, гледајте кино, гледајте театар, гледајте добри филмови, пратете уметност, поддржувајте македонска уметност, македонска музика, поддржувајте подкасти, јадете здраво, имајте секс и да живее Македонија.